Секако дека овие младите, децата и младите во семејството наоѓаат најголема поддршка и таа е некаде околу 75-80%. Со тоа што и тука постојат тие родови разлики. Например, повеќе мајката ја чувствуваат децата како систем на поддршка, отколку да се обраќаат и да разговараат со таткото за нивните проблеми и за она што им се случува во живот. Сега, во однос на училиштето, значи имаме исто така значајни резултати, затоа што во училиштето, како што расте возраста, така опаѓа она што значи го сакам школото, што такво е прашањето. А истовремено со возраста растат обврските. И тоа практично тие се поклопуваат едно со друго. Колку повеќе нашиот образовен систем децата го чувствуваат како нешто што е товар, толку помалце се чувствуваат задоволно и среќно во училиште. И ова е исто еден показател дека нешто мора да менуваме во наставните планови и програми, во организацијата на наставата, затоа што децата треба во училиште да се чувствуваат сигурно, прифатено, убаво да се чувствуваат.